Знаеш да свириш на некој инструмент? Не, но би сакала да свирам пијано. А ти? Јас знам да свирам на гитара. Не знам, малку знам да свирам на гитара, ама поубаво раскажувам приказки. И денес би сакал да ти раскажам приказна за бременските музичари. Бремен? А каде беше тој град? Бремен е град во Германија. Германија. Бременски музичари. Ми звучи интересно. Повели. Хвала. Си било еднаш едно магаре. Многу години работело за еден воденичар, но остарело. Еден ден, кога наслушнало дека воденичарот сака да се ослободи од него, магарето побегнало. Тргнало кон градот Бремен. Ке станам градски музичар. Така ке заработувам за убав живот. Си замислило магарето. Одело и на патот го сретнало кучето. Што си толку задишено? Прашало магарето. Стар сум и многу слаб. Веќе не можам да одам во лов. Господарот лошо ме погледна, кој знае што ми подготвува, морав да побегнам. Насекирано одговорило кучето. Па ајде со мене во Бремен, му рекло магарето. Ке бидеме музичари. Јас ке свирам тамбура, а ти тропај на тапани. Кучето се израдувало и му се придружило на магарето. За кратко време, по патот сретнале еден мачор, намуртен, тажен и исплашен. Мјау, веќе не можам да фаќам глувци, старцум, па господарот ме избрка од дома, рекол мачорот. Ти се разбираш во ноќна музика. Ајде со нас во Бремен. Таму ке станеш музичар и убаво ке живееш, предложило магарето. Мачорот со радост прифатил и тргнал со магарето и кучето. Набрзо тројцата бегалци сретнале Петел, кој силно кукурикал качен на некоја капија. Кукурику, лелелеле, кукурику, лелелелеле. Што макас имал па Петелот? И кучето, и мачорот, и магарето во еден глас му го поставиле истото прашање. Петле, бре, што ти е? Кукурику! Да не сте ми во кожа! Утре, недела, ќе дојдат гости, па кукурику, домакинката планира од мене да направи супа. Рекол Петелот. Рикнало магарето. Каква супа? Искористи го тој глас. Ајде со нас во Бремен, ние ке свириме, а ти ке пееш. Петелот прифатил и четворицата продолжиле кон Бремен. Кога се стемнило, застанале во една шума за да преноќат. Здогледале една кукичка во која имало светло, ама кога дзирнале низ прозорецот, виделе дека во собата тројца разбойници сладко вечерат. Мјау, мјау, убавина, камо да можевме ние да бидеме на трпезата, шепнал мачорот. Како да влеземе внатре? Со тивко лаење прашало кучето. Блата и уморот ги натерале брзо да размислуваат и брзо да смислат план. Ајде да не слушнат каква музика свириме, предложило
магарето па застанало со предните нозе на прозорецот. На неговиот грб се качило кучето, на грбот на кучето рипнал мачорот, а на неговата глава слетал петелот. И почнале да музицираат сите во еден глас, сите на цел глас. Магарето викало кучето лаело раф, 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 мачорот силно мјаукал мјау, мјау, а петелот пискал кукурику, леле кукурику, леле кукурику. Разбойниците од памет се извадиле. Песната на четворицата музичари ги преплашила и тие побегнале од куќата. Разбойници се, а се исплашиле од маче и куче. Ете, така е тоа во приказните. Четворицата наши музичари седнале на трпезата и сладко си се најале. Потоа секој си легнал да спие таму каде што му е најубаво. Разбойниците виделе дека се изгасило светлото, па решиле еден од нив да појде и да дзирне да види што се случува во куќата. Разбойникот во темницата прво налетал на мачорот, се испреплашил од мјаукањето и во паника го стапнал кучето за опашот. Кучето ај што почнало да лае, туку и го гризнало разбойникот за нога. Магарето убаво го ритнало со копитото, а од кукурикањето на петелот разбойникот се извадил од памет. Не му било јасно што му се случило, па преплашен се вратил кај другите разбойници. Тоа е најчудната и најстрашната куќа што сум ја видел. Едва и спасив глава. Јас таму веќе не одам, рекол разбойникот. А неговите другари од таа страшна ноќ веќе не се вратиле во таа куќа. А музичарите што направиле? Четворицата несудени бременски музичари останале да живеат во куќата долго и среќно. Од време на време секој од нив на цел глас си ја пеел омилената песна и тоа секој на својот јазик. Чудни музичари. Ама јас сакам вистински да научам да свирам пијано. Епа ако си за гитара, тогаш можеш да ми се јавиш. Мењау. Аф.